Како ќе се справите со дивоградбите и бесправното градење низ Скопје? Тоа е сериозен проблем кој навистина може тешко да се реши. Зборам тешко од аспект на постоечките дивоградби. Се разбира дека нивната легализација во текот на изминатите години доведе до тоа ги осоколи оние што сакаат да градат, да се впуштат во таков ризик и да градат и сериозни дивоградби. Според мене треба да се направи една селекција на направените дивоградби и сето она што го нарушува интегритетот на околината и на функционирањето на градот, како во поглед на неговата инфраструктура, така и во поглед на соседството, дека треба да биде отстрането. А она што е уште поважно за понатаму е градот да најде начин да не дозволи не само градот, туку и општините да најдат начини да не дозволат дивоградби, односно тие да се сосечат уште во нивните темели. За таа цел потребно е користење на исто така нови современи технологии и уреди, например контролни дронови во недостиг на инспектори, контролата со дронови и прекопувањето, секојдневно прекопување на сликите што тие би ги правеле, би овозможила редовна и навремена контрола и навремена реакција на надлежните за да немаме нови дивоградби. Значи, дивоградбите се филозофија на ова што го имаме како реалност во последните 35 години, тоест ако имате човек, државата не е битна. Значи, едноставно потребно е да имате човек во град Скопје, човек во министерство, човек во влада и тогаш можете да правите што сакате. Ние како град Скопје ќе се задржуваме до пропишаните правила кои се многу јасни за сите граѓани и нема да дозволиме привилегираните партнери на мафијата и на владачките структури да дивеат низ градот и да прават цели згради дивоградби. Ние тоа нема да го дозволиме, нема да влеземе во играта на легитимирање на такво дивење и ќе продолжиме да ги пријавуваме сите дивоградби до надлежните институции кои треба да преземат во овој случај од МВР и ние повторно ќе нагласиме, ние сме отворени за соработка со секоја инстанца на власт за доброто на граѓаните. И мораме да направиме една јасна дистинкција. Ние имаме дивоградби, како во Шутка, каде што граѓаните живеат таму. И тие дивоградби се на социјално загрозени граѓани кои немале друг избор. Но имаме дивоградби, цели згради, имаме тенди, имаме објекти со кои се прави профит. Ние мораме да ги решиме прво тие дивоградби. Што значи тие дивоградби треба да се урнат и никогаш веќе да не бидат легализирани или да бидат ставени во процедура. Градот Скопје на папир, односно на хартија, нема ингеренции да действува во детекција или во превенирање на дивоградбите во градот. Но затоа, како општество и како една урбана метропола би сакале да придонесеме за подобро утре и иднина, ова е една работа која што треба сите да си ставиме прст на глава, а и повеќе институции кои што ја третираат оваа тематика и болна тема во нашето општество да си подадеме рака и да соработуваме за да можеме да го спречиме овој бран на дивоградби кој што ни се случува во главниот град. Не посочувам една локација или една општина или мало, тоа ни е појава речиси на секаде и во градов и во државата, затоа сметам дека тука треба сите нивоа на власт да соработуваат исклучиво во интерес на граѓаните пред се нивната безбедност и секако урбанизмот кој што би требало да биде од значење на развој на градот, а не од профитабилен карактер. Сметам дека тоа не е само техничко прашање, тоа е системско прашање за кое што ќе мора да бидат вклучени многу страни. Мора да има нулта толеранција за нови дивоградби. Тука мора да имаме сите заеднички став, дека не сме да има нови дивоградби. А мора да има една јавна ревизија и јавно да се испрегледаат сите дивоградби кои што во овој моментот ги имаме и да се донесат соодветни решенија. Меѓутоа уште еднаш ќе потенцирам да нема повеќе нови дивоградби. Тука треба да имаме нулта толеранција. Бидејќи мислам дека го угушивме градот со многу бетон и заради тоа и меѓу другото и споменав, мораме да го донесеме
донесеме генералниот урбанистички план и веќе да немаме детални урбанистички планови по нарачка. Така мислам дека ќе ги избегнеме и дивоградби, но и премногу урбанизација на понатамошна урбанизација на градот. Тука е многу јасен законот. Прво, секоја општина си има ингеренции и градежна инспекција која што треба да делува. Дополнително, доколку се утврди дека не делува општинската градежна инспекција, има централна градежна инспекција, државен инспекторат кој што треба да делува. Градот Скопје за жал нема ингеренции да делува, но јас, бидејќи сум и председател на ЗЕЛ, ке побарам да направиме одредени законски измени каде што или од една страна ќе ни се даде можност за постапување, или од друга страна пак сето тоа нека се централизира и да знаеме дека никој нема да се доведе во ситуација да бара изговори во перспектива за постапување. Јас во изминатиот 4-годишен мандат покажав дека немам толеранција за таквите работи и така ќе функционирам и како градоначалник на градот Скопје. Нормално согласно моите ингеренции. Секаде ќе воспоставиме систем на контрола на сите објекти кои што се изградени, знаеме во кои општини имаме такви пропусти, ќе има строги контроли, безбедноста мора да ја провериме, во дел од нив за жал живеат граѓани, ние не смееме да дозволиме да биде доведен во прашање ниту еден човечки живот. Јас ќе работам на строги контроли на сите објекти од таков тип.